Македонската развојна фондација за предпријатија и водечката организација КЕР од Германија го спроведуваат проектот Подршка за развој на земјоделски задруги. Проектот има за цел да придонесе кон поголема продуктивност и конкурентност на земјоделскиот сектор во земјата. Специфичната цел на проектот е зголемување на пазарната конкурентност и соработката меѓу земјоделците во земјата, преку создавање поволни услови за развој на постоечките и создавање нови земјоделски задруги. Информативна средба со земјоделците се одржа во општинската сала во Чешиново со цел представување на предностите од здружувањето во земјоделски задруги. Низ овој проект предвидени се низа активности како подобрување на законската легислатива, поддршка на чадор организации на самите земјоделски задруги, промотивни активности за разбирање на концептот на земјоделски задруги и на крајот финансиска и техничка поддршка на 20 земјоделски задруги, од кои планирано е 8 од постоечките и 12 од новоформирани задруги. Она што го правиме сега е практично споделување на информации за самиот проект, за можностите кои ги нуди и особено и за предностите од самото здружување. Тука, например, денеска имаме гости на другите настани, сме носили други гости, да ги запознаат со концептите на задругарството, со предностите и со сите оние работи кои се неопходни за една земјоделска задруга да може да функционира. При тоа фокус ставаме на интересот, бидејќи интересот е тој кој треба да ги спојува земјоделците. Самите, како индивидуи, се имаат многу помали, поограничени можности да настапат на пазарот, здружени, имаат низа предности, меѓутоа самото здружување е процес кој треба да се фацилитира. Некој треба тоа да го води. Здружувањето зависи од самите членови. Може да се здружат во однос на иста култура или ако ги спојува заеднички проблем, например пласма на различни култури, тогаш може да се организираат и по тој основ. Важно е да си го знаат интересот. Ние, например, ево во Кочанскиот регион кога доаѓаме, еден од проблемите кои го имаат дел од земјоделците е при бербата тоа мора релативно брзо да се обработи, да се исуши и така натаму. Значи, капацитети за сушење се потребни. Таму интересот би бил околу тоа. Не мора да биде околу некои други работи. Значи, има понекогаш некој анимозитет према задругарството заради некои реминисценции од минатото и слично. Меѓутоа, треба да се гледа напред во смисла кој е интересот, кој не спојува. Дали е тоа една култура, друга култура, дали е можеби заедничка набавка, заедничка продажба, сето тоа или заедничко организирање на процесите преку заедничка механизација и слично. Направена е длабинска студија на законската регулатива и компаративна анализа во рамките на проектот и се разгледуваат и тие прашања. Во основа, земјоделската задруга треба да е една од формите на здружување, а не значи единствена. Значи можно е здружување и преку здружение, заедничка фирма, значи задругата е нова или поинаква форма на организирање, која што во однос на даночниот третман не треба да биде обесправена и правилата за игра во однос на даночната регулатива треба да бидат исти за сите, додаден недановски. На средбата со земјоделците во Чешиново беше представен успешен пример на земјоделски задруги од регионот на Босна и Херцеговина. Основани смо 2000. Задругата ја формиравме во 2013 година, заради тоа што здружувањето ни донесува економски просперитет. Тоа значи дека нашите жени ги проширија своите мали бизниси и така дојде до потребата за легален пласман и основањето на задругата. Задругарството е најважен и најдобар модел на организирање, преку кое се искористуваат разни бенефиции. Побарувачката се зголемува, така што искуството покажува дека е многу добро да се биде член на задруга, бидејќи во овој систем, кога има многу невработени, сушност задругата ти обезбедува да бидеш свој газда. Основната причина зошто да се здружат во земјоделски задруги е заради поголема конкурентност на пазарот, пониски цени на репроматеријали што се обезбедува преку заедничка набавка. Со заеднички преработувачки погони се постигнува поголем обем за преработка и се пласираат поголеми количини на производи кои се унифицирани, како и повисоки цени на готовиот производ. Проектот е со време траење од 38 месеци. Финансиран е од Европската Унија.